Марија, рамнотежа помеѓу служењето и слушањето. Тоа ќе го прочитаме текстот, се наоѓа во Евангелие според Лука, 10 глава, 38 до 42. Сите кои ги носите вашите Библии, ве охрабрувам да си отворите, да читаме заедно. Кои не ги носите, ве охрабрувам следна недела да си понесете Библија со вас. Значи, Евангелие според Лука, 10 глава, 38 до 42 стих. Словото Божјо вели вака. И додека патуваа, тој пак влезе во едно село. Една жена по име Марта го прими во својот дом. А таа имаше сестра што се викаше Марија. Таа седна до нозете Господови и го слушаше словото негово. А Марта беше многу зафатена околу служењето и кога стана рече: Господи, зар не ти е грижа што сестра ми ме остави да служам сама? Кажи да ми помогне. А Исус ја одговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и се вознемируваш за многу работи, но само едно е потребно. Марија го избра добриот дел, кој нема да и се одземе. Амин. Да се помолиме Господ да ни помоли да го разбереме Словото Божие. Господ Исусе Христе, ти благодариме за Словото Твое, кој што денеска ни го подготви, Господи, ти благодариме за тоа што сакаш да ни зборуваш, Господи. Те молиме, отвори ги нашите срца и помогни да го разбереме Твоето Слово, она што го имаш да ни го кажеш. По името на Исус. Амин. Драги браќи и сестри, ова поглавје од Евангелие според Лука, во него гледаме две слики кои Бог наверно ги ставил една под друга. Прво ја читавме, односно ја слушав минатата недела параболата за добриот самарјанин, човек кој што не само што зборуваше за љубовта Божја, туку ја покажа на дело. Го фати оној кој што беше ранетиот, го качи на своето магаре, го однесе во гостилница, плати за неговото закрепнување. И тоа е слика за практична љубов. Љубовта се движи. Љубовта препознава потреба. Љубовта помага кај што е потребно. Љубовта застанува покрај ранетите, покрај повредените, покрај оние кои што имаат потреба од тебе. Застанува, а не ги одминува. Минатата недела зборувавме. Сликата на свештеникот и на левитот се оние христијани кои што во недела брзат само да одат пред Господа да застанат во црква, а не им е грижа дали некој по патот можеби имал сообраќајка. Ако има сообраќајка, застани таму и видиш што можеш да помогнеш. Не брзај да стигнеш во црква, ќе стигнеш. Ако гледаш некој дека има потреба тоа утро од тебе, отиди и помогни му. Ќе стигнеш во црквата. Не е проблем. Ќе бидеш исполнет со Светиот Дух, но Бог сака да служиме. И сега, оваа недела, одма случката за Марта и Марија продолжува под оваа случка. Зошто? Апостолот Лука ни ја представува Марта и Марија, две сестри, со два различни пристапи. Две духовни страни на истиот живот. Марта е една која што е многу активна. Она сака да се грижи, да служи, да подготвува, да приготвува, да пречекува и така натаму. А Марија е она која што седи и слуша и престојува во Божјото присуство. Зошто токму овие две случки една по друга? Првата случка за самарјанинот зборува за служење, втората случка за Марта и Марија зборува за слушање. И во истата случка за слушање, Бог пак дава и служење, и слушање. Едната служи, другата слуша. Зошто токму овие случки се така испреплетени? Зошто се така подредени? Затоа што Бог сака да ни ја покаже рамнотежа. Секогаш мора да има рамнотежа меѓу делото на рацете и делото на срцето. Мора да го има тој баланс. Прво, добриот самарјанин ни покажува и ни вели: оди и прави така. Исус завршува со зборовите на богатиот младич кој што му постави прашање.
параболата за самаријанин, добриот самаријанин беше одговор на едно прашање на тој богат младич, кој што прашуваше Исус како може да наследи вечен живот и така натаму, он се фалеше и тоа сум го правил, и тоа сум правил, и тоа. Сега Исус му кажа за милостината, му рече оди и ти прави така. Така завршува ова проповед и потоа Марија ни покажува нешто, една друга порака, а тоа е седи при нозете на Исус и слушај. Тоа е сршта на денешната порака, браќи и сестри. Служењето, односно без слушањето е празно. Исто така и слушањето без служење е празна работа. Нема да му отдаде тоа слава на Господа. Христијанството не е само служење, не е само слушање. Христијанството е добар баланс, на добра равнотежа помеѓу слушањето на Божјото Слово, пребивање во Божјото Слово, пребивање во Божјото присуство и, подеднако од другата страна, практикување на вистинска побожност, служење. Марта, ајде да зборуваме најпрви за Марта. Таа беше домаќинка, гостопримлива, жена која што го прими Исус во незиниот дом, она го најде некаде, го прече, рече, ајде дојди кај мене дома, сакам да ти послужам и така натаму. И Марта беше практична, пожртвувана. И ако ние гледаме со човечко око, ќе речеме, еве ја вистинската христијанка. Служи, се труди, работи за Господа. Но забележите, Исус ја сакаше и не ја укори затоа што служеше, туку затоа што го изгуби фокусот за време на служење. Браќи и сестри, многу е можно да му служиш на Господа со твоите раце, ама твоето срце да е далеко од Господа. Има многу такви случаи. Тоа е едно од замките кои што ѓаволот ја поставува. Може да му служиш на Господа, срцето твое да е далеко од Господа. Како? Ако твоето уво е далеко од неговиот глас. Ако не го слушаш Божиот глас. Затоа Исус и рече, Марта, Марта, ти се грижиш и вознемируваш за многу нешта. За многу работи се секираш. Колку често пати сме ние како Марта, браќи и сестри? Служиме во црквата, организираме активности, помагаме на луѓе, носиме одговорности, превземаме, но понекогаш во целата таа активност го губиме мирот. Го губиме присуството, заедништвото со Господа. Да бидеме искрени, денеска има многу уморни верници. Активни, но воедно духовно, истовремено духовно празни. Работат за Исус, но ретко клекнуваат пред нозете на Исус, за да слушаат од Исус. Трчаат за Него, но ретко застануваат со Него да разговарат. И токму тоа е опасноста на служењето. Кога нашето служење ја губи радоста и станува само една сува обврска, нешто што го правиме едноставно онака механички, ние се претвораме во роботи на задачите, робови на задачите, но не и слуги на Господ Исус Христос. Браќи и сестри, Бог не повикал. Не повикал само да правиме нешто за Него. Бог сака да бидеме слушатели најпрви на Неговото Слово. Бог сака да пребиваме најпрви во Неговото присуство. Да бидеме во Неговото присуство, да се исполнуваме со Неговата сила. Зашто без да престојуваш во Божјото присуство, твоето служење тебе ќе ти стане само тежина на духот и на телото, а не благослов. Зошто? Па затоа Исус рече во Евангелие според Јован 15 глава 5 стих. Вели, јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој носи многу плод. Зашто без мене не можете да направите ништо. Браќи и сестри, без Исуса не можеме да направиме ништо. Не знам кој е твојот дар,
со кој што му служиш на Господа. Еве, Марта очигледно имаше практичен дар на служење. Значи, видели човек, ќе го пречека, ќе му измие нозе, ќе го внесе внатре, ќе му свари кафе, чај, ќе го понуди со торта, со благо, со јадење, со пиење, сака да му угоди. Ќе му го даде најубавото место, ќе му даде перниче на грбот, да се потпре, да му биде удобно, сака да служи. Кој е твојот дар? И како го користиш твојот дар? Може би твојот дар е да проповедаш. Или твојот дар е да пречекуваш луѓе на вратата, да им посакуваш добро утро, добре дојде, со насмевка топло да им го разубавиш денот, да ги прашаш дали сакат да пијат кафе, чај. Може би твојата дарба од Господа е да посетуваш луѓе и да се грижиш за нивната духовност, да разговараш, да им помогнеш да излезат од таму кај што заглавиле. Без оглед кој да е твојата дарба и твојата служба со кој што ти му служиш на Господа. Не заборавај дека твојата служба, твојата дарба е жртва која што доколку не биде пропратена со близок однос со Господа Исуса Христа, нема да има ефект. Зашто Исус рече, без мене не можете да направите ништо. Ама таман ништо. Зошто? Затоа што Бог го бара твоето срце повеќе од тоа што му треба твоите раце. Твоите раце не му ни требаат. Твоите раце се доказ само дека вистина го љубиш Исуса. Ама Бог му треба прво твоето срце. Да му покажеш на Бога дека го љубиш и кога ќе седнеш во неговото присуство. Кога навечер сите ќе легнат да спијат, ти ќе се затвориш во твојата соба или во некој ќоше или ќе излезеш надвор на терасата на столче и ќе земеш и ќе ја читаш Библијата, ќе го читаш Божјото Слово, ќе се потопуваш во Божјото присуство и од таму ќе црпиш инспирација за твојата служба. Затоа што се осеќа служба во духот, служба во помазание и служба без помазание. Се осеќа, нели? Кога нештото го правиме така махинално, механички, и кога нештото е поттикнато од духот, тоа се осеќа. Господ не сака да го занемариме пребивањето во Божјото присуство заради служењето. Бог сака да служиме. Да, вика, мојот татко се прославува преку тоа што ќе давате многу пол. Бог сака да служиме многу. Минатата недела зборувавме за тоа. Но Бог сака уште една работа, кој што ќе го држи балансот. А тоа е да бидеме блиску до Господа. Да го слушаме Неговото Слово, да го читаме Неговото Слово, да пребиваме во Неговата присутност. Марија ни е токму тоа, символ за слушањето и символ за учеништво. Погледнете Марија. Марија седна при нозете на Исус и ги слушаше Неговото Слово. Тоа е положба на ученик. Ученикот секогаш треба да слуша, за да учи. Ученикот не треба да диригира. Ученикот треба да седи, да слуша и да учи. Марија го направи токму тоа. Седеше, слушаше, учеше, се хранеше со Божјото Слово. Марија не беше мрзлива, како што многу пати знаеме да го интерпретираме овој текст. Многу мина кои што прв пат ќе сретнат со овој текст ќе речат, значи Марија е мрзлива, види сестра и само служи, она тука седи само и слуша. Ужива. Не беше тоа случајот. Случајот беше Марија толку многу се задлабочи во зборовите на Исус што се изгуби воопшто. Она седеше и само се натопуваше во словото кое што излегуваше од устата на Исус. И Исус не ја укори, не рече, Марија, ајде доста, стани сега и ти нешто работи. Не го кажа тоа. Не рече, оди помогни и на сестрата. Не го кажа тоа. Туку рече, Марија го избра добриот дел, што нема да и се одземе. Браќи и сестри, секој практично служење има смисла. Но само ако тоа извира од присутноста на Бога, од твојот близок однос со Господа. Ако извира тоа служење, тогаш тоа служење ќе има смисла. Тоа служење ќе биде на благослов на браќите и на сестрите. Тоа служење ќе биде препознаено како
од Господа Исуса Христа, така и од луѓето. Кога луѓето ќе те гледат дека служиш, они ќе го гледат Исус во тебе. Ама кога? Кога ти ќе пребиваш во Божјото присуство, во молитвата, во Божјиот збор. Кој не седи со Исус и не слуша од Исус, тој не може да служи, зашто ќе служи без Исус. Се ќе има, но Христос ќе го нема во тоа служење. А тоа е, за жал, најбрзиот пат до духовно испразнување, до духовно прегорување. Марија го представува оној момент кога ти го затвараш телефонот, ја замолчуваш бучавата, ја тргаш листата со обврски, го тргаш календарот Савајле на страна и седнуваш да слушаш од Бога. Знаете, Савајле, кога ќе го отворам календарот, денеска треба тоа, некогаш ме преплашува. Дали можам ја да го стигнам ова? И некогаш ме лаже лукавиот, ајде почни одно со работа, што чекаш? Ама нема со работа. Додека не го слушна Божјиот глас, не сакам да слушам никој друг глас. Додека најпрви не слушам што Бог ќе ми каже, нема да тргнам овој ден да го одам. Зошто? Затоа што без Бога секој служење ќе биде насушно, ќе биде празно, ќе биде без суштина, без благослов. Бог сака да слушаш не за да одговориш, туку да се нахраниш. Тие кои што служиме, често пати сме во голема замка да ја читаме Библијата, за да можеме да спремиме, цела недела да ја читам Библијата, зошто? За да можам да го спремам женскиот час, пример. Или да можам да спремам охрабрувањето за на молитвен час. Само за танас, се што ќе читам, јас ќе читам ради тоа. Или за детскиот час ќе читам. Не. Читањето прво треба да биде за тебе. Не прво за свекрвата, за мајката, за таткоти, за браќата и сестрите, за молитвен час, за богослужба. Не. Читањето на Библијата треба да биде за тебе лично. Доаѓаш ти пред твојот небесен татко, за да го слушаш неговиот глас. Тоа е како црна која што трча низ шумата, бега од волци, бега од ловџи, бега од лавови, бега од тигри, скока, трча и доаѓа во некоја сенка, при некоја тивка вода и само ги пружа нозете, клекнува и тука ужива. Тоа е присуството на Бога. Во овој свет многу работи не брзат, многу агенти трчи, заврши ова, направи и се изморуваме од грижи, од проблеми, од работи. Бог те кани само дојди во моето присуство и одмори се. Зашто ако ти не си одморен, нема да можеш да служиш. Бог нема да ја прими таа жртва. Бог сака да седиш како срна, смирена, покрај поток и да го слушаш неговиот глас. Не за што да ја кажеш на сестрата како да го охриш братот. Океј, има и такви моменти, се молиш, Господа, ајде зборувај ми, читаш од Библијата. Ама, првенствено, Господе, зборувај ми на мене. Многу е можно да во грижата за другите го занемариш своето духовно здраве. Многу е можно тоа. Бог тоа не го сака, тоа не е здраво. Знаете, кога си во авион и пред да полета авионот, излегуваат напред десите и покажуваат тука од напред, лево, десно, има врати, таму има врати, горе ви е маската за оксиген и така натаму. Изборува, вика, ако нешто се случи, да треба да се спасуваш, прво ставија маската за оксиген на тебе, маската за кислород, односно на тебе, после на другите. Зашто ако ти почнеш да ставаш на другите, ти изгубиш кислород, ќе се онесвестиш. И не можеш да си ги спасиш децата. Но ако ти си при свес, они да се онесвестат, ќе им дадеш вештачко дишење, ќе им дадеш маска, ќе им помогнеш, ќе ги вратиш во живот, ќе одржуваш работата. Но ако не ја ставиш ти право маската, ти не можеш да им служиш на другите. Тука има многу јасна порака во ова практично нешто. Прво стави маската на себе. Ти диши од кислородот. Ти диши од Божјото присуство. Ти пребивај во Божјото присуство. Потоа ќе можеш да бидеш на благослов на другите. Браќи и сестри,
апостолот Лука намерно ги ставил овие две случаи едно по друго. Прво добриот самарјанин, па потоа Марија, која што само седи и слуша од Божиот глас. Редоследот е значаен во Библијата. Бог вели, седи пред да тргнеш. Прво седи и слушај. Која е твојата служба? Прво седни пред Бога, слушај и потоа оди и служи. Ако не научиме прво да седнеме при неговите нозе, она што го правиме за него, ќе биде само од човечка сила, без никаква божествена благодат. Никој нема да биде променет или благословен од тоа. Многу луѓе сакаат да бидат самарјани, добрите самарјани, да покажат Божјата љубов, но ако не ја наполнат душата своја со Словото Божјо, ќе се исцрпат. Љубовта, браќи и сестри, за службата и за браќите и сестрите се обновува секој ден ако си во присуството на Господа. Но ако не си во присуството на Бога, ти нема да имаш љубов кон браќите и сестрите. Тоа што ќе го правиш само колку да редот да заврши, зашто така и сите знаат дека ти служиш со таа служба и очекуваат да се појавиш и ти се појавуваш, ама не е твоето срце таму. Затоа, кога служиш, запрашај се, дали го правам ова со мир во срцето или со вознемиреност? Ова е исто многу важна работа. Ако служиш нервозно, ако те раздразнуваат луѓето, ти се губи радоста, тогаш нешто ти недостига. Видите Марија, ора, служи. Не го служи тоа со радост. Од моментот кога го послужила кафето, она очекува дека кога ќе го донесе локумот, дека и Марта ќе стане, па она ќе го донесе локумот. Дека Марта ќе оди, па ќе ја стопли супата. И од тоа што гледа на другите, а не на Исус, она го прави тоа не со љубов, со мир во срцето, туку со вознемиреност и го прави тоа на начин на кој што Бог не ја прими тажата. Ако не си во Божјото присуство, се што служиш ќе те нервира. Ова го кажам од искуство. 16 години сум во служба. Ако не си во Божјото присуство, ако не го служиш тоа за Исус, ти ќе гледаш на луѓето постојано. И зошто и јас да дојдам овде прв да пуштам клима да ве стоплам, па што не дојде Славица да ве стоплам? Што не дојде Марија тука да ви проповеда, та јас секоја ли недела ќе ви проповедам на вас. Ќе гледа секоја што другите не прават, за разлика од тоа што ти го правиш. Ќе се споредува секоја со другите, ќе рече, гледај, види што убава пита, јас испеков му донесев на Исус, а вие што правите? Ништо! Срам да ви. Бог тоа нема да го прими. А вистина, секојдневно се соочувам во службата со вакви случаи. Едни кои што служат, вистина многу служат, пожртвено служат, ама служат вака, на муртерот, носат пред Исуса. Исусе, повели, гледаш овие моите браќи и сестри, никој не сака да служи. Бог не го прими. Ти носи, ама Бог нема да го прими. Бог нема да јаде од тажата. Браќи и сестри, кога служиш, знај секогаш дека ќе има некој што нема да сака да служи. Исус рече, мнозина се повикани, малкумина се избрани. Не е секој избран да служи. Ако Бог тебе те повикал, ти доверил некоја работа, прави ја со радост во срцето. Не гледај што другите не прават. Гледај што Исус те повика. И прави го тоа како за Исус, а не за пред луѓето да те видат. Зашто ако го правиш за пред луѓето, Исус кажа многу јасно, тогаш толку ви е наградата. Награда од Бог нема да добиете, нема да имате. Затоа, доколку во службата во која што служиш, гледаш на другите и се разочаруваш, прво,
Престани да гледаш на другите, сврти го твојот поглед кон Исус. Зашто секогаш кога гледаш на луѓе ќе се разочараш. Секогаш. Посетете се. И во најверниот твој другар или другарка, дошло момент си се разочарал од неја. Нели? Тоа сме луѓето. Но Исус никогаш нема да те разочара. Додека служиш, твој фокус нека биде само Исус. Само Исус. И никогаш нема да изгубиш твојата радост. Исто така многу важна работа. Не дозволувај служењето да ти го замени Господарот. Што значи тоа? Може да бидеш толку многу зафатен со работите што ги работиш за Бога, што ќе го изгубиш дури и Бог од својот вид. Ќе го изгубиш, нема да можеш да го следиш. Голема разлика е од тоа да работиш за Него и да работиш со Него. Исус не повика да ораме за Него. Туку не повика да ораме заедно со Него, носејќи го Неговиот јарем. Амин. Исус што рече? Дојдете и земете го мојот јарем. Зашто мојот јарем е лесен и моето бреме е лесно. Бевме на семинар со Симона баш во ковид, не ми текнува која година, дали 19-та, 20-та или 21-та на излезот од ковид, ама бевме на еден семинар, во кој што баш зборуваше говорникот на оваа тема. Мојот јарем е лесен. И Господ изборуваше многу на мене и на Симона, зашто сите ни се чудеа тој период и ни викаа постојано, вие морате да ги оставите тие служби што сте ги фатиле, многу служби, секаде сакате да евангелизирате, секаде сакате цркви да основате. Не можете вие, како? Кај вие сила наоѓате да го правите тоа? Ајде сега сте млади, после нема да можете, ќе се откажете, џабе почнувате, ќе 300 чуда. И ние со Симона седиме и разговараме малку, викаме, стварно ова е многу работа, а вистина не имаме сила да го правиме. Симон одеше и пусна работа, и 300 чуда, и јас работев и нешто градежни не зафати. И како Господ ни дава сила? Господ ни даде так, многу јасно откровение. Мојот јарем е лесен. Ако Бог те повика нешто да правиш, служба за Него, и го правиш со Него, јаремот ќе ти биде лесна. Службата ќе ти биде лесна. Па некај кој знае колку комплицирана, некај кој знае колку тешка. Тебе ќе ти биде толку лесна. Впрочем, кога те повика да основаш цркви, ќе ги основаш пиејќи кафе со луѓе. Вистина. Една од црквите ја започнав мачкајќи куќа со луѓе. Тие што беа околу мене, мајсторите, ги евангелизира, поверуваа во Господ, поканија во нивниот дом, таму започнавме богослужба, па тие сведочија во другото село, па таму започнавме исто црква. Така започнува. Со леснотија. Зошто? Затоа што одиш со Исус. Јаремот го теглиш со Исус. Службата ја носиш со Исус. Не се. Пребиваш во Божјото присуство. Ако не пребиваш во Божјото присуство, најмала служба, тебе ќе те биде, кај ме најдоа мене од толку луѓе, ја да стојам и да ги поздравувам пред вратата и да ги прашам кафе или ќе пијат. Па што други не го прават тоа? Ма тоа е толку едноставна служба. Здраво, здраво, како сте, супер, да, повелите, седнете, што ќе пиете. Ама тебе може да видим најтешката служба. Како да треба да основаш 30 цркви исто времено. Во 30 различни градови. Толку тежина ќе имаш. Зашто? Затоа што ја правиш сам. Вистина, можеш да имаш љубов за таа служба, ма ќе изгубиш бргу љубовта за таа служба. Ќе изгубиш бргу инспирацијата за службата, силата за службата. Јас нема вака. Зашто? Затоа што Исус не сака да садиш на неговата нива садници што он не ти ги дал. Зашто ќе го помешаш ревот. Ние често пати знаеме да садиме краставици у патлиџани, пиперки у грашок, што не оди нешто. Се знае што се сади, со кое се сади. Исус ќе ти каже како треба на неговата нива да работиш.
Но ако не слушаш од Исус, ти ќе садиш пиперки у грашот, наместо грав меѓу ченка, ти гравот ќе го насадиш меѓу лубеници и ќе направиш хаос во твојата служба. Кога зборам за служба, не мислам официјално служба во црква си ракоположен за некоја служителна дејност и така натаму. Сите служиме. Сите сме повикани да служиме секаде, најпрви во својот дом. Амин. Меѓу своите блиски, меѓу своите најмили, меѓу домашните, да ги донесеме при Христос. И секое наше дело, начин на кој ги миеш садовите, дали ги трескаш, ги лупаш, ги миеш со нервоза или ги прави со љубов, зборува за Исус. Зборува за твојот однос со Исус. Зборува за твојата врска со Исус. Каква е? Затоа Господ не охрабрува ово утро да размислиме на овие работи. Еден пастор рекол вака: ако твоето срце е празно, дури најубавото служење ќе ти биде товар. Она што ние го спомнавме сега. Но ако е полно, секое служење ќе биде прелевање. Прелевање на другите. Замислете кофа. Ако е празна кофата, таа знаете само за што може да служи? Да вркаш врапци со неја. Ама ако е полна, со нејзе ќе ги вадиш жедните цвеќиња. Ќе вадиш се што е суво, се што е на умирање, ти ќе го оживуваш. Ќе го враќаш во живот. Така и ти. Ако си празен без Христос, празен од Божјото присуство, ќе цвечиш само како една тенекија за врапци бркање. Само ќе збориш нешто за Исус, вака, така, ова, она, некој примери од пред 20 години, што си правил, како си правила, што си онадувал. Ама ако го нема она свежо помазание од Господа, близок однос со Господа, тамо ќе звечи нешто. Но ако си исполнен со Бога, со Светиот Дух, секојдневно пристојуваш во Божјото присуство, ти ќе биеш кофа кој што е до врвот и обидет се да носиш кофа до врвот. Обавезно ќе ти прелее некаде, така ли? И таму кај што не сакајќи ти ќе донесеш живот. Ќе донесеш благодат, ќе донесеш исцеление. Без многу труд. Само што ќе одиш, каде ќе одиш, ти ќе се разлеваш. Твоето помазание ќе се разлева. Но кога? Кога ќе бидеш под нозете на Исус. Седна, како срна смирена и се читаш твојата Библија. Денеска многу луѓе сакаат: Господе, зборувај ми, Господе, зборувај ми. А Библијата стои затворена на некоја полица, прашина фаќа. И како да ти зборува Господ? Господ денеска зборува преку Словото од Негово. Затоа сакај да го слушаш Бога. Отвори ја Библијата, веднаш ќе го чуеш Неговиот глас. Затоа Бог не охрабрува, браќи и сестри, да пребиваме во Неговото присуство. Да пребиваме, да бидеме близко до Него, да работиме заедно со Него. И тогаш секој наше служење ќе ни биде излевање. Денес Бог не повикува да го вратиме редот на духовниот живот во нашиот живот. Може би сме го помешали. Океј, се случува. Луѓе сме. Може да си ги обркал работите. Служењето да ти станало, Господ си занемарил, гледа само на другите. Добро, се случува и тоа. Но Бог е Бог на благодат. Бог е Бог на нова милост. Божјото Слово вели: Божјата милост се обновува секое утро. И Господ ова утро ти дава нова шанса. Нова прилика да бидеш близко до Неговото присуство. Да се напојуваш со Неговото помазание, со Неговиот збор. Господ те повикува на тоа. Дојди чедо мој, земи ја Библијата. Наутро не разговарај со никој додека не разговараш со мене. Да видиш што ќе ти кажам. Да ти кажам како да зборуваш, да те научам како да се молиш, да те научам како да служиш, да те научам како да охрабруваш, да те научам како да бидеш близко до мене. Господ те повикува. Не го заменувај седењето со трчање. Не го заменувај слушањето со планирање. Не го заменувај времето во присуството Божјо
за активност некоја во движење. Бог бара срца кои што престојуваат во подножието на неговите нозе. Срца не само што служат, трчаат, туку кои слушаат. Тој не ја награди Марија затоа што седеше, туку затоа што ја избра вистинската важност и вистинскиот приоритет. Затоа Исус го вели денес истото и за нас, истото и за мене, истото и за тебе. Марта, Марта, ти се грижиш и се вознемируваш за многу работи, а потребно е само едно. И тоа едно, браќи и сестри, е времето поминато со него. Тоа едно, браќи и сестри, е престојување во неговото слово. Тоа е едно, браќи и сестри, е слушање на срцето Божие. Слушање на гласот Божи. Тоа е едно, е време поминато со него. Научи се да седиш, за да можеш да стоиш пред Господа. Научи се да слушаш, за да зборуваш Божи зборови. Научи се да пребиваш во Божието присуство, за да можеш да послужиш на браќите и на сестрите и на црквата. Затоа, заради се помолим сите заедно, Господ да ни помогне. Доколку сме го обркале редот, да го вратиме. Доколку не сме го знаеле, да се покаеме и да побараме од Господа прошка и да ни побараме од Господа сила, да можеме од сега да започнеме нов почеток. Господ Исусе Христе, ти благодариме за тоа што преку Словото Твое ти не поучуваш, Господи. Ти благодариме, Господи, за тоа што ти ни даваш, ти си милостив Бог и ни даваш нови шанси, Господи. Господи, прости ни кога сме те замениле со работата за Тебе. Прости ни кога сме трчале за Тебе, но не сме седнале со Тебе. Научи не, Господи, повторно да седиме при Твоите нозе. Да слушаме, да се храниме од Словото Твое, Господи. Наполни ги нашите срца со мир, за да можеме да служиме од полнота, а не од празнина, Господи. Направи не, Господи, да бидеме и Марија, и Марта, да бидеме и слушатели на Твоето Слово, но извршители, да бидеме слушатели кои служат и кои слушаат. Те молиме, Господи, помогни ни во Твоето пресвето име. Амин.